24 анализа. Македонија жали кобниот 8 септември зави во црно 14 семејства. Како можеше да изгори ковид центар со критично болни пациенти за само неколку минути? Кои се пропустите, кој ќе одговара, што ќе покаже истрагата, но и дали ќе има кривична одговорност и дали ќе има оставка од морални причини. Од министерот за здравство Венко Филипче. Тој попладнево по прв пат се појави во јавноста и кажа дека, како што рече, не бегал од одговорност, меѓутоа ќе чекал истрагата за да реши дали ќе се повлече од функцијата. Ова се дел од дилемите за кои што вечерва ќе се обидеме да најдеме одговори, секако ќе разговараме и за спецификациите за проектот за безбедноста на модуларните клиники, меѓутоа за политичката одговорност, за здравствениот аспект, дали нешто можело да се направи во пеколната ноќ во Тетово. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа се доктор Фадил Цана, специјалист инфектолог од Скопската клиника за инфективни болести во Скопје. Добро вечер. Ви благодарам што прифативте поканата. Борча Стојчевски, Сдружение на инженери за безбедност, Тутела, така ли? Тутела, се извинувам. Ви благодарам и вас што прифативте поканата. Со вас ќе го дискутираме оној безбедностен аспект, инженерскиот дел, бидејќи има многу дилеми кои што се отворија денеска околу изградбата на модуларната болница. Само да најавам за гледачите дека во текот на емисијата очекувам и вклучување преку онлайн врска од доктор Гзим Нуредини, кој што е координатор на ковид центарот во Тетово, а секако на линковска линија ќе ја имам и колешката Тамара Дичовска од пред Институтот за судска медицина, каде што се уште трае идентификацијата на починатите. 14 тела беа синоќа донесени во судската медицина. Ви ветувам интересна дебата во однос на тоа колку што може во овој мрачен период за Македонија, за да се обидеме да дадеме дел од одговорите на прашањата. Доктор Цана, ќе почнам со вас. Трагичен, страшна трагедија во Тетовскиот ковид центар, модуларната болница, 14 загинати, потоа и пациенти кои што беа повредени, за сега се сите стабилни. Вие синоќа прв побаравте оставка од министерот за здравство Венко Филипче, одговарајќи му токму на негов твит на социјалната мрежа Твитер. Сте уште тврдите дека Филипче треба да даде оставка? Први да го искористам моментот да изразам длабоко сочувство до семејствата на сите починати, до пријателите и нивните најблиски. Како што сите гледавме ова грозоморната сцена синоќа на случувањата во модуларната болница во Тетово, исто така и јас додека гледав таа гледка ужасна од таа трагедија, во исто време примив твит од страна на министерот дека иде на пат кон Тетово и дека ќе не апдейтира со официјални податоци од моментот на настанот. И мојот одговор беше дека треба одговорност, а не да ни споделува информации. Тоа што беше моја реакција како пред се човечко суштество, а од друга страна и како лекар, дека за овој настан, за ова трагедија, сепак треба да се сноси одговорност. Одговорноста, сите сме сведоци дека треба да е од врвот, заради тоа што сепак тоа би било, да кажам, едно олеснување воопшто на сиот тој гнев што и денеска се гледаше меѓу граѓаните без оглед кој каде припаѓа, зашто цело време ваквите реакции знаат во нашето поднебје и да бидат формулирани дека се од вакви побуди или такви побуди,
посебно од тие политички, така што сметам и уште стојам на тоа дека било кој, не господинот Филипче, туку било кој да беше во таа позиција и во било која држава каде сепак би имало малце нешто од поимот демократија, морално би требало да се сноси одговорност и да им се отвори пат на органите кои треба да истражуваат сиот тој процес како и што се случи, но морална е обврската да се даде оставка. Филипче, денеска А пред тоа да надополнам, Добра. значи би требало прво што е во негова надлежност сите тие што се одговорни во раководењето на клиничката болница Тетово, прво тие да бидат разрешувани. Денеска попладнево министерот Филипче од вчера прв пат се појави во јавноста, некој конкретен одговор во однос на новинарските прашања не даде, во однос на оставката пореша дека ќе почека истрагата да заврши, па потоа ќе одлучи дали ќе даде оставка. Истото го кажа и за директорот на Тетовската болница, иако колегите и самиот потврди дека во модуларната болница имало лица од придружба, не само пациенти, ќе зборуваме за тие прекршувања на протоколите. Тоа е сосема друго прашање, друг аспект кој треба да се анализира и со текот на времето истражните органи да излезат со конкретни резултати што од истрагата. Затоа би се одговарало правно, дали некој и сноси некоја вина во сиот овој немил настан што се случи вчера. Но од друг аспект, ако се анализира состојбата, може да се каже дека стварно е шокантно од моја гледна точка да се дознае дека во тој ковид центар присуствувале и роднини на пациенти кои лежеле внатре. Шокантно е да се дознае дека тие внатре влегувале и излегувале кога сакале. Шокантно е да се дознае дека тој ковид центар не служел само за лекување, туку од аспект на мојава професија тоа би било и жариште на проширување на инфекција. Бидејќи еве хипотетски зборуваме тоа што и сите го знаат, зашто се зборуваше и претходно и ги имавме и ние информации, а не верувам дека Министерството немало такви информации, луѓе влегувале роднини затоа што во немање на персонал, немање на услови, влегувале и излегувале. Значи, хипотетски со тоа излегување тие ја ширеле заразата и надвор од ковид центарот. И на вистина не мислам дека сето тоа се одвивало без сознание на управата на клиничка болница Тетово. А уште помалку можам да верувам дека тие сознание не ги имало и Министерството за здравство. Така што по таа логика, тоа е стварно една морална логика, јас би го нарекол, морално би било по таа линија, значи сите да сносат една првично морална одговорност, но потоа и правна. Затоа што сите знаеме, ако сме имале случај, сега да надоврзам, кога некој од позитивниве пациенти во почеток, кога горе-доле постоеше епидемиолошкиот момент, зашто после првиот бран, мислам дека веќе пропадна тој дел од здравствениот систем и воопшто не функционираше и ден денеска во овој бран ниту функционира. Значи може да ги прашате сите позитивни сега дека сите се шетаат онака како што сакаат и сите си доаѓаат и одат таму кај што сакаат без оглед што се позитивни, зашто тој таа алка од здравствениот систем и воопшто не функционира. Ако во едно време можеше да се казни пациент затоа што правно не знам кој член таму бил кршен
од законот каде што Закон за здравствена заштита, каде што се шири заразата, уште потрагично и уште поодговорно би било ако баш тој член се крши од страна на челниците на здравството. Сакам да му дадам збори на господин Стојчевски. Вие не можете, немате директно увид во модуларната болница, во изградбата на тие објекти, но како експерт ве прашувам колку вакви градби се всушност безбедни за ваква дејност, бидејќи се знае дека таму има многу апарати, висок напон на струја, приклучени, притисок врз електричната енергија, доводи со кислород, дефибрилатори и така натаму, силен притисок врз електричната мрежа. Колку вакви модуларни објекти сте воопшто безбедни за ваква дејност, каде што лежат критично болни пациенти, а не се тврда градба? Пред се и јас во моје име и во име на колегите мои да изразам сочувство на починатите, а на повредените во оваа трагична несреќа да им посакам што побрзо оздравување и враќање во нормален живот. Прашањето е тешко и ќе почнам од моралот. Сите ние на некој начин го изгубивме моралот. Сите, до еден. Кога ќе видиме какви се проекти имаме низ Република Македонија, какви се градби имаме низ Република Македонија, и многу ми е криво и многу ми е жал што секогаш прстот го вперуваме политички во некоја власт, било која. Никој не поаѓа само од себе. Почнувајќи од проектант, ревидент на проектот, сите оние кои учествувале во надзорот на градење на објектот или на поставување. На крајот на крај што ова веќе е објект од прва категорија каде што мора да има и примопредавање на објектот, значи преку техничка комисија, и ако веќе сите тие дале позитивно светло, односно сигнал дека тоа е во ред, тогаш каде е моралната одговорност на сите тие луѓе што учествувале во процесот? Многу ми е тешко денес кога слушам не чини овој, не чини Филипче, не чини, не знам, Заев, не чини Груевски, никој не поаѓа само од себе. Зошто? Затоа што секогаш кога ќе треба да се наздани се заврши некоја работа, ние поаѓаме, дај бе најдеме некоја врска. Каде е тука моралот? Тие што први критикуваат, први бараат да им се помогне, да им се најде одредена врска. Така да, овој проблем... Сакате да дека тоа што проектот ги поминал сите инстанции треба по дефолт да значи дека е безбеден? Тоа би требало да значи доколку сите тие што проектирале, ревидирале и останатото, ги утврдиле дека се поминати законските барања за такви објекти. Точно е дека нашите прописи во одреден дел се конфузни. Меѓутоа, одреден дел од прописите се многу прецизни. Значи, многу прецизни. Меѓутоа, целиот систем на поставеност на функционирање, особено од, мислам дека беше 2011 година, кога се донесе правилник за стандарди за проектирање, каде што се направи буквално упад во прописите за проектирање, особено во делот на заштита од пожари, и во него стојат прописи кои веќе се неважечки, значи од тој пропис, пред него се веќе избришани, имаме нови, и ние тие повторно ги ставаме како прописи кои треба да бидат во важност на тамошното проектирање. Моето искуство, значи како бивши проектант, каде што работев на големи објекти низ државата, и во тој момент кога излезе тој пропис, се откажав од проектирањето. Затоа што на крајот на краишта ќе се случи да треба да подпишам за одреден објект. Ако некој ми прави притисок, сигурно не би подпишал. Ако некој е свесен дека во тој објект ќе бидат луѓе, па можда и нивни блиски, ја не гледам логиката, моралната логика да тој треба да подпише, па колку сака пари нека бидат, колку сака нека биде притисокот. Значи, моралот почнува од сите оние кои учествуваат од идејата до примопредавање на објектите. Искрен да бидам, моето искуство, посебно од носење на овој пропис 2011 година, не е за фалба. Значи, ако погледнеме на... Јас немам лиценца за проектирање, ниту пак ја поднесам, затоа што се сметам дека таа институција која ги дава лиценци, да ги дава на начин кој за мене не е достоен. Затоа што имаме толку многу проектанти и ревиденти
кои се само ставени на хартија, а областа поима немат. И кога ќе седнеме да разговараме за одредени проблеми после, откако објектот ќе биде готов, и инвеститорот најчесто вика: "Порче, а ја платив за тоа?" Значи, платив стручњаци кои се ги овластила државата. И сега, како ти ми кажеш дека тоа е спротивно на прописите? Поминало ни сите инстанции. За жал, пак ќе кажам, погледнувајќи се сите, почнувајќи од себе, ако дадеме малку повеќе придонес кон тоа што го работиме и нашата морална одговорност што имаме према граѓаните, тогаш многу помалку ќе имаме препукување и онај на политичка основа. И за другиот дел, од моралниот на функционерскиот, тоа е веќе друга работа и нели не можам да дискутирам. Ке зборуваме и подетално околу спецификите кои што биле проектирани од проектантите од Министерството за здравство, барем според информациите до кои што дојде телевизија 24, бидејќи денеска го истражувавме проектот. Од режија ми кажува дека на онлайн врска веќе треба да го имаме доктор Газим Нурадини, координаторот на Тетовскиот ковид центар. Добро вечер. Ви благодарам што одвоивте време во овој кобен пост трагетски ден да бидете дел од 24 анализа. Добро вечер и за поканата и ги поздравувам вашите гости. Исто време еве користам прилика за сочувство за сите починати у наша ковид центарот или у модуларна амбуланта денеска. Мислим вчера што имавме 14 починати, од кои 12 биле пациенти и 2 дали случајни минувачи или некои од роднини на нашите пациенти. Се надевам дека сите ќе имате разбирање дека навистина е тежок ден. Цел ден ми се јавувале вашите колеги, некако цело време не чекат малку да помине неколку дена, некако го политизираат од стартот. Ние бараме некако сочувство за ситуацијата, како морална и би рекол и од похуман начин да се однесуваме, но цел ден гледаме како и многу колеги одма тоа го политизираат, го фрлат од лево на десно, од некои други што не се прашање во моментот. Но се надевам дека вие најверојатно ќе имате моето разбирање дека навистина сме во, би рекол, во тажен ден, каде што ни починале 14 души за 3 или до 5 минути по пожар. Доктор Нурадини, јас ќе почнам најпрво со прашање како се повредените пациенти кои што го преживеа пожарот вчера, сите се хоспитализирани во Тетовската болница, дали се стабилни, имаат ли посериозни повреди, како се преживеаните пациенти? Преживеаните се, би рекол, добро, иначе тие се пациенти кои што се заразени со COVID вирусот или COVID пациенти, тие апсолутно немат никакви повреди од пожарот или од при евакуирање, така да тие се добро, релативно добро, и сите тие 12 мина евакуирани и сместени се во интерно одделение, каде што ние претходно го имавме истото место за COVID пациенти. За жал, другите пациенти кои што ги имавме 12 и плюс 20 цивили неверојатно или случајно некои што сакале да помогнат, тие се сите во клиника за судска медицина во Скопје за да се направи идентификација и да се пратат кај нивните роднини. Доктор Нурадини, изминатиот период бевме сведоци дека притисокот над овој четврти бран беше во Тетово, Тетовскиот ковид центар. Кажете ми денеска по сето ова, како функционирате, се реорганизиравте? Имате ли нови приеми? Каде се сместуваат луѓето? Ние овие 3 дена бевме многу сретни, немавме смртни случаеви, сме имали и приеми, али бевме средни што немавме смртни случаеви. Голем број од пациентите што ги имавме хоспитализирани почна да се стабилизираат и почнува нивната здравствена состојба да се подобрува.
Сега во моментот имаме 75 хоспитализирани пациенти, од кои нормално дека имаме и потешко здравствено стање, али се надевам дека голем број од нив ќе биде добро. Што се однесува до пациентите кои што ги префрливме сега, сите и тие се во добро здравствено стање. Доктор Нурадини, министерот за здравство Венко Филипче денеска на пресконференција потврди, вие кажавте дека има 20 цивили кои што не биле хоспитализирани, а според информациите кои што и Филипче, иако кажа дека се уште нема официјална потврда дека се жртви тие 20 цивили, информациите се дека биле придружба и дека подолг период на пациентите сместени во модуларната клиника во Тетово е било дозволено посети и нивни семејства да се грижат за нив, бидејќи имало недостаток на персонал. Ова се сепак информации кои што досега официјална потврда не добија. Протоколите беа јасни, на инфективните оделенија не смееше посета. Зошто се дозволува посета и дали имате недостиг на персонал, па цивилите помагаат? Посебно сега ние во овој бран скоро цела клиника ја ангажиравме во ковид центар. Значи не станува збор за недостиг на кадар. Значи цело време ние прво почнавме со редукција на сите клиники по консултации со сите раководители од другите клиники и направивме рестрикции на нивните работи, операции, амбулантски прегледи и така да целиот ковид центар беше снабдуван, би рекол, со сите неопходен кадар, значи као лекари, специјалисти, технички персонал, медицински сестри и така да немавме никакви проблеми. Што се однесува до визита или до посета од страна на роднини, кај нас значи има пациенти кои што се роднини на некои медицински сестри. Сега или па некои вработени, може би и тоа допринесувало да има некој пациент или роднини внатре, али сите тие беа задолжително требало да ги почитуваат сите антиковид мерки, така да и не ги оставивме да посетат над 15 минути. Значи тоа се знаело дека тоа е казниво. Дали може да потврдите дека меѓу загинатите има 20 годишна девојка која што била во придружба и не сакала да напушти, бидејќи незината мајка била лежачки пациент? Па сега од овие цивили, ние што имаме 20 цивили, имам информации само од портали дека е некое младо, што и вие го имате таа информација, додека ние ги имаме информации од нашите хоспитализирани пациенти, значи кои што се во судска медицина и нашите овие трансферирани пациенти во другото оделение од ковид центарот во Тетово. Значи, според вашата лекарска документација, 12 пациенти загинати плюс 20 цивили, бидејќи другите пациенти се преживеани. Така, токму така, да. Истрагата трае, јавното обвинителство беше на терен, кримтехника, Министерство за внатрешни и така натаму, бидејќи сте координатор сепак и претпоставувам дека разговаравте и со колегите кои што беа на дежурство вчера. Се сомневате ли, доктор Нурадини, како почна пожарот? Имате ли вие некакви информации? Па сега ние, нели, кај нас беше и премиерот, министерот за здравство, министерот за внатрешни работи, јавен обвинител беше, значи, и е побарано и од страна на целата, би рекол, врхот на власта, да се што побрзо, значи, открие од каде е причината. Значи, навистина, тоа се случило за 3 до 5 минути. Тоа било, како да речем, ние од кога се случи пожарот, ние по една минута имавме информации сите дека има нешто таму. И цела клиника било пред модуларната болница, цела идна медицинска помош. Али тоа траело све 3 до 5 минути. Така да мислите за тоа време само се спасени овие 12 пациенти. Значи немало простор да се извадат. Значи оганот или чатот, значи за многу кратко време ја опфати целата просторија, што као би рекол филм. Тоа не ни се верува. Тоа било една голема брзина, што навистина и ние се сомневаме, ние знаеме што е некој спој или било што, дека
не може толку брзо да се шири и да е дрво, да е сухо дрво, нема толку едноставно да гори. Така да тоа некако сега ни беше сомнително дека многу брзо се ширеше. И од кога дојдеа пожарникари и ти одма стигна за 3-4 минути беа на лице место и тоа целото значи само железо остана. Замислите за 5 минути би рекол само железо остана. Као да имало само железо. Кога се предаваше модуларната клиника во функција, економскиот директор имаше забелешки на пропусти во изградбата. Минатите пред 2 недели имаше инцидент таму со пресекување на цевките за довод на кислород. Има информации за уште еден инцидент. Вие сте координатор. Како вие лично сметате? Како се случи пожарот? Се сомневате ли во диверзија? Сега, сите опции се, мислим, ги имаме на ум, нели? Со цевките не било една, што беше 2 пати. Сега, дали е тоа намерно или не, ние исто тоа чекавме од МВР да ни каже за што се работи. А сега јавен обвинител беше на лице место и ни ветија дека за 5 дена ние ќе имаме официјална информација што навистина се случило. Има многу што мислат дека кислородот е тој што може да ја пренесе цела оганот, мислим да е као пренос на оганот, али тој може да помогне, али не да го пренесе толку за неколку минути. Така да би рекол би ги оставил на јавниот обвинител, тој да ни каже за што се работи. Имаше уште кусо, само малку и повеќе, нема да ви одземам време, имаше информации дека во текот на пожарот сте се обидувале, односно вашите колеги, да реанимираат пациенти, дека од контакт со дефибрилаторот се случил спој? Да, тоа го рекол еден доктор, бидејќи тој работи. Таму ностоп се работи, секоја 5 минута, 1 минута имате интервенции кај пациентите и сега тој примети некој спој, оган и не бил сигурен за што се работи, така да тој бил вознемирен и на брзина и го оставиле тоа и тргнале надвор и да виделе што се случува. И одма побарале помош од нас, ни се јавиле у техничка служба и така да тоа се така почнало. Доктор Нуредини, колку беше безбедна модуларната болница во Тетово? Па сега тоа ипак е модуларна болница, не е болница. Сега колку е безбедно, ние сега не знаеме дали се работи за технички проблем или едноставно некој спој или нешто дали е саботирано. Тоа ипак ќе видиме. И за крај, доколку се потврди дека двајца цивили, односно придружба на пациенти се меѓу загинатите, тоа е де факто кршење на протоколите, треба ли да има одговорност во раководството на Тетовската болница? А секако, ако има прекршување на протоколите, нормално дека треба да има одговорност. Сега сите оделенија, сите шефови, главни сестри знаат дека имат и писмено добиено дека се забранува посета во ковид центри, бидејќи самите роднини или пациенти што влегуваат се ризик за пренос на информации на оваа заразна болест. Тоа сме го и пред медиуми сме го кажеле цело време, така да и секоја злоупотреба од некои вработени, ако влегле кај своји роднини, тоа можело да трае со минути, 5 до 10 минути, нормално со почитување на антиковид мерки и никако друго. Нормално дека ако има некој прекршување на протоколите, дека треба да се одговара. Сепак самото дозволување на посета е прекршување на протоколите. Токму тоа, значи у ковид центар нема никаква посета. Се знае дека е таа сама по себе смртоносна болест и не постои посета. Министерот за здравство кажа дека ќе се испитува како била одржувана болницата откако била предадена во употреба. И индиректно ќе се испитува и вашата, одговорност на менаџментот на Тетовската болница за одржување на болницата. Вие се чувствувате лично одговорен? Па, секако, ако има елементи за одговорност лично, ти таму не сме само ние, значи има
цел кадар кој работи, сега нормално секој ако ја прекршил има докази дека пуштил некого, ќе одговара. Доктор Нередини, Вклучувајќи и мене. доктор Нередини, јас ви Вклучувајќи мене. повелете? Не реков вклучувајќи и мене, да. Јас ви благодарам за одвоеното време да бидете дел од 24 анализа. Посакувам мирна ноќ во Титово и што поскоро санирање на сето она што остана како последица од страотната пеколна ноќ во Титовско, секако загубата на 14 семејства ништо не може да им ја надомести. Ви благодарам. Фала и на вас за поканата, али да знаете дека ние се уште сме во бранот на пандемијата, се уште имаме голем број на пациенти хоспитализирани, се уште сме во шок, би рекол, а поготово и ова што ни се случува денеска, па би сакал и од вас апелирам да бидеме поетички, поморални, за да излеземе со оваа ситуација, оти на вистина имаме еден голем број, не вчера починати, него и цело време сме имали голем број на починати, би сакал значи да се однесуваме на вистина граѓански и да ги почитуваме сите норми. И нормално дека секако ќе одговара сите што ја прекршиле протоколот. Ви благодарам уште едно. Ви благодарам јас и со лесно се надевам дека нема да имате нови приеми вечерва. Благодарам. Јас се извинувам што малку бевте оставени на вакуум период, меѓутоа ова беше денеска прва официјална изјава и прво официјално гостување и прво обраќање официјално од лекарскиот тим од Тетовската болница. Јас благодарам уште еднаш на доктор Нуредини за ова вклучување. 12 пациенти и 20 цивили според информациите на доктор Нуредини се загинатите. И самиот доктор вели дека... Двајца се случајни минувачи, така фатив моментот на искажување. Ова што се случува денеска, јавните настапи на врвот на здравството и челниците на клиничка болница Тетово, наликуваат на времето на едноумието, кога требаше да се каже нешто и тоа кажаното да се види со розови очила. Нема што да го демантирам. Не, бидејќи не може ни да ви одговори, не бих ни сакала. Одговори не ту би сакал, но реалноста, што и како се работело, што и како било во таа модуларна болница, може да прашате било кој граѓанин во Тетово што барем имал мака и имал потреба да иде до таа модуларна болница. Доктор Сана, не ви се случило во инфективната или во модуларната во Скопје никаква посета во целиот овој период на ковид пандемијата да имате? Модуларната, еве и присутниот гостин ваш бил наш пациент и он може да каже дали во клиниката за инфективни болести се случувало такво нешто. Значи секогаш сме имале недоразбирање и со семејствата зошто само во Скопје во инфективна клиника не се дозволува посета, а во другите ти може да влегуваат и помагаат. Така што тоа е јавна тајна, без оглед што здравствените власти денеска многу умешно, зашто им требаше, мислам, цела ноќ, затоа и вчера не се даде никаква изјава за приказната да биде така креирана и да се прикаже пред јавноста дека еве случајни минувачи имало што не знае кој како влегол и тие се жртви, но од друга страна во клиниката за инфективни болести ова никогаш не се случувало, затоа што мора да подлегнува на строги протоколи и ние сме се придржувале, а што се... Добро, доктор Нередини не негираше дека посети биле дозволени. Ја мислам дека... На неколку минути, како што кажа самиот. Ама не може тоа. Тоа, значи, се прекршуваат протоколите при пандемија. Тоа е стварно шокантно, самиот момент кога дознаваш дека нешто такво се случувало таму. Јас колку што паметам, имаше еден скандал поврзан со пациент на инфективната, се работеше за председателот на Собранието Тала Џафири, кој што имаше фотографија кога беше дел од инфективната од
министерот за надворешни работи Бујар Османи и уште некој доктор ми се чини, кај што беа сликани, па потоа беше официјално инфективна дека Да, биле точно, на консултација, токму на така. конзилиум или нешто. Токму така, двајцата се случило тоа. Дури и јас реагирав зошто и така се случило, но тоа сепак и тука доаѓаме. Тој момент бил, да не кажувам, одобрен или овластен од врвот на здравството, затоа што едниот во функција на министер или бивш министер за здравство и го искористиле моментот додека биле на конзилиарно за да влегуваат затоа што биле во таа облека и да го посетат председателот на собранието, а иначе кога зборуваме за семејствата, председателот на собранието во ниеден момент, ниеден член од неговото потесно семејство не го посети. Тоа беше момент кој требаше исто така некој да одговара, но сепак тоа се одвиваше во владини кругови и таа дозвола, јас би кажал, бил од таков аспект. Проектот за изградба на Тетовскиот ковид центар го изработиле проектанти од Министерството за здравство. Во него е прецизирано се од тоа како ќе изгледа болницата до тоа кои материјали ќе се користат во нејзината монтажа. За оваа модуларна болница, како и за останатите 18 низ земјава, проектантот предвидел вградување на изолациони панели познати како ПУР, кои имаат пониска точка на издржливост при оган, за разлика од панелите познати како ПИР, кои што според спецификите во случај на пожар, ПИР панелите му даваат на корисникот малку повеќе време да реагира или во екстремни случаи да се евакуира. Како може кога се гради болница модуларна за критични пациенти да се предвидува според проектот понеотпорни на оган панели? Значи, прво не знам од каде ви мислам дали е точна информацијата. Ова е прилогот на колегата Владимир Тивчев, Значи, кој што ги истражуваше така. денеска и спецификите и проектот и јавните набавки и така натаму. Затоа што Законот за градење точно утврдува кој може да проектира. Значи, ако Министерството за здравство има овластување добиено, односно има овластени проектанти, има добиено овластување за проектирање на такви објекти, тогаш може би проектите биле од Министерството за здравство. Меѓутоа, мислам дека сите институции, па и инвеститорите ангажираат овластени правни субјекти кои се овластени за проектирање на одредени градби, дали е тоа класа прва, ниво 1 или ниво 2. Има и фирми кои, сега не знам дали во Министерството за здравство има овластени проектанти и тие се подпишале на проектот, меѓутоа сите тие проекти пак треба да дадат на ревизија. И ако сега зборуваме за панелите, нормално дека кога зборуваме на места каде што имаме кислород особено, кое многу лесно го потпомага горењето и овозможува бурна реакција на секој елемент што е, па дури на металот што е во просториите кај што се градени, тогаш нормално дека треба се почитуваат стандардите за проектирање, односно правилникот за проектирање за заштита од пожари. Таму многу добро се наведени колкава треба да биде пожарната отпорност на зидовите, на вратите и така натаму и така натаму. Колкави треба да бидат пожарните сектори. Доколку проектантите не си придржувале према тие прописи. Дефинитивно треба да се направи истрага и да се види зошто е тоа така. Али не само тоа. Зашто поминало и на ревизија? Зашто поминало и на технички прием? Ние не зборуваме за можеби непридржување кон спецификациите, туку зошто, како може во ваков објект да се дозволи поне огноотпорни панели да бидат користени? Ама тоа е она што го кажував, тоа е моралот на сите нас кои учествуваме во системот. Нема конкретен одговор од Министерството за здравство, само ни кажа дека се што е вградено од материјалите со сертификат од производител, а процесот на инсталација е со атестирање и додаваа дека минималните технички барања за материјалите биле по претходна согласност на Светска банка. Тоа велат од Министерството за здравство. Ма ја са експертски ве прашувам, ако градиме болница, контењер за критично болни, кај што има се што од апарати сериозни и така натаму, нели е логично најврвниот материјал да биде искористен?
Значи, сега, дефинитивно би бил логичен, меѓутоа не би сакал моја визија да се искористи понатаму во истрагата во некои насоки кои може да бидат позитивни или негативни. Сепак, нели, Не, вие кога би проектирале таков објект. Точно. Што би избрали? Сакав да одам низ тој пример. Имаше ситуации каде што капитален објект во Република Македонија учествува во проектирање на изготвување на основен проект, меѓутоа во фаза на градење инвеститорот сакаше да го прекрши проектот и да постапи поинаку. По моја консултација, јас одбив дека таа измена е можна од аспект на безбедноста на луѓето во објектот. Тие и понатаму продолжија да одат понивно, кога требаше да се добие проектот на изградена состојба, односно веќе готов објект, јас се откажав од правото да учествувам во изготвување на проект на изградена состојба, затоа што веќе тоа не е безбедноста која јас сум ја ставил на почетокот. Меѓутоа некој друг тоа многу лесно го потпиша. Затоа зборуваме за моралните вредности. Да, ако јас бев проектант, сигурно немаше да изберам панели кои нема да бидат поотпорни од аспект на пожар. И секако не знам кои се мерките, бидејќи доктор Цана беше во тимот кој ме лечеше и не бев му благодарам јавно. Не бев во модуларната болница, значи бев во цврста градба и знаете како, во оваа ситуација сега се бара кривец и многу лесно може да се најде ако се насочи правилно работата. Но дека јас бев пациент, во ниту еден момент не се сомневам од доктор Цана и неговата екипа како ме лечат. Затоа што јас сум пациент, јас не знам кои се протоколите и им верував, еве денеска сум тука. Меѓутоа, сите други, како кај нас, ние се знаеме, апсолутно треба да веруваат на оние кои навистина знаат. Ама кои се тие? Ние денес иштанцавме, не знам, можеби 800 проектанти за заштита од пожари, кои не знаат дека постојат правилниците кои ги имаме. Не ме чуди, можеби грешам. Секоја честни исклучоци, имаме навистина добри проекти од државата. Меѓутоа имаме и проекти кои сите тие што потпишуваат, не знам како легнуваат на вечер да спијат. Така да, не знам навистина што е причината за... Не го знам проектот на болницата, овие информации што ми ги кажувате. Ако ја би бил, секако би ставил нешто што е многу поотпорно на она што треба да биде. Јас сега тука сакам да ја повикам колешката и да вклучам колешката Тамара Дичовска од пред Институтот за судска медицина. Се надевам ја имаме Тамара на линија, да. Тамара, во Институтот за судска медицина од синоќа почна најпрво обдукцијата, па требаше да продолжи и идентификацијата. Ти си целиот ден ја следиш работата во Институтот за судска медицина, до каде е процесот, завршија ли обдукциите, што се случува во Институтот за 14 жртви од пожарот во Тетовско. Така, Душица, како што кажа, тука сме пред Институтот за судска медицина. Последните информации со кои располагаме е дека обдукцијата за сите 14 жртви од вчерашниот пожар во модуларната болница во Тетово е завршена, но идентификацијата за нив се уште трае. Поразговаравме со дел од тимот, вела дека и во текот на целата вечер ќе се работи на идентификација на жртвите. Разговаравме со директорот доктор Александар Станков, но не сакаше да ни даде официјална информација колку жртви досега се идентификувани, односно ќе соопшти кога идентификацијата на истите ќе заврши целосно и ќе бидат предадени на семејствата. Уште вчера 14 тела од Тетовската болница беа донесени тука во Институтот за судска медицина, се работеше и вчера вечер цела вечер, денеска преку текот на целиот ден, како што велат, ќе се работи и во текот на целата вечер. Како што кажа, ние бевме и тука во текот на денот, каде што бевме сведоци на семејства и роднини каде доаѓаат да ги идентификуваат своите блиски. Морам да кажам дека сликата не беше нималку пријатна за гледање. Некој од нив говореа и со солзи во очите, а повеќе за тоа како се одвиваше денот тука пред Институтот за судска медицина, предлагам да чуеме во прилогот што го подготвивме во продолжение. Знаем само дека снаа ми млада и две деца, една 11 годишна, една 6 годишна, остана без стар. Тоа.
Роднини и блиски на жртвите кои го загубија животот во вчерашниот пожар во Тетовската модуларна болница, со тага и солзи во очите, денеска преку целиот ден доаѓаа во судската медицина во Скопје за да ги идентификуваат своите блиски. Семејства во тага, болки, солзи, по несреќата каде животот го загубија 14 лица, сите со име и презиме, но во исчекување да се открие нивниот идентитет со помош на ДНК анализа. Ми е од чичко дете, што е починат, што е изгорен, синоќа, тоа е тоа. Само овие да не навлагам на некои други работи. Знаем само дека снами млада и две деца, една 11 годишна, една 6 годишна остана без ставка. Тоа. Во судската медицина во Скопје донесени се 14 тела, а досега се направени 4 обдукции. Целата идентификација би требало да заврши во текот на денот за телата што побрзо да може да бидат предадени на семејствата, вели директорот на Институтот за судска медицина Александар Станков. Започнати се обдукциите, уште касно синојка формирани се тимови. Денеска очекуваме да се завршат обдукциите. Во зависност од тоа во каква состојба ќе бидат телата за сите обдукции зборам, такви методи на идентификација ќе примениме. Очекувам идентификацијата да биде брза и да можеме што побрзо да ги предадеме телата на роднините. Тридневна денна жалост на територијата на целата земја прогласи денеска владата, откако 14 лица трагично настрадаа, а 12 се повредени во вчерашниот пожар во ковид центарот во Тетово. Владата апелираше до сите општествени чинители да ги одложат сите јавни и приватни прослави, забави, културно-уметнички и спортски настани, партиски и друг тип на промоции предвидени за овие 3 дена. Претходно градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи прогласи тридневна жалост во Тетово и посочи дека откако ќе се знаат официјалните информации за жртвите, ќе се помогнат нивните семејства со итниот фонд на општината. Така тоа беше дел од денот тука пред Институтот за судска медицина, што се надевам дека накратко можевме и да го доловиме. За сега, како што кажав, обдукцијата е завршена, идентификацијата на жртвите се уште трае. За сега не е познат профилот на жртвите, освен дека се на возрастна граница од 29 до 79 години. Како што кажат Душица и ти претходно, нема официјални податоци дали меѓу починатите се наоѓаат и двајца цивили, односно посетители на ковид пациентите во Тетовската модуларна болница. Министерот Филипче претходно изјави дека откако ќе завршат истрагите, експертите на Државниот здравствен санитарен инспекторат ќе се бара одговорност онаму каде што ќе биде потребна. Душица, тоа се сите информации со кои располагаме за сега од терен. Тамара, придати се заблагодарам за ова вклучување во 24 анализа. Уште едно прашање денеска во текот на целиот ден пред Институтот за судска медицина беа роднините на загинатите и починатите. Колку што можам да забележам, за тебе сега е празно. Има ли некој од роднините и вечерва таму? Нема, Душица, сите семејства претходно на 14 жртви дојдоа тука да ги идентификуваат. За сега тука е празно, освен тимот на судските медицинари кои што работат на идентификација на телата. Тамара Дичовска од пред Институтот за судска медицина со последните детали околу обдукцијата и идентификацијата на жртвите од пожарот во Тетовската модуларна болница. Тамара, ти благодарам за ова вклучување. Доктор Цана, вие сте дел од целиот овој корона кризен бран, работите со ковид пациенти во склоп на инфективната клиника и модуларната болница. Таа е дел од сите оние 18 кои што беа изградени, кои што на тендерот ги добија 2 фирми да ги градат и така натаму. Таа е преполна кога се случуваа брановите. Имате хоспитализирани пациенти. Колку е безбедна модуларната болница? Не би Дали вие сте имале некакви инциденти до сега? До сега модуларната што е во склоп на клиниката за инфективни болести немало никаков инцидент. Иначе треба да нагласам дека модуларната клиника во модуларната, тоест болница, работат
лекари од интерните клиники, грото од нив се специјализанти и некои специјалисти што одлучува Министерството и координаторот на интерни клиники. Така што од наша страна, од страна на клиниката за инфективни болести има еден координатор кој ги координира како инфектолог тие што доаѓаат на помош на таа модуларна болница. Иначе тимот на инфектолози при клиниката за инфективни болести работи во објектот на клиниката затоа што над 100 пациенти значи се обслужуваат цело време во склоп на клиниката. Господин Стоичевски, а од како искуство сега ве прашувам, како експерт во областа, дел од овие модуларни болници во држава, вкупно се 19, со се изгорената, кога беше направен техничкиот прием, тоа имаше и изјава официјална, например, од директорката на Прилепската болница, кажа дека имале технички прием од страна на Министерството за здравство, ја цитирам, и Министерството за труд и социјална политика, и дека по приемот останува да ги завршат обврските за воведување електрична енергија и довод за кислородна поддршка. Како пост техничкиот прием, електрична енергија и довод за кислородна поддршка. Значи, Колку е тоа вообичаено? На техничкиот прием не мора да се добие... енергија? Не. Значи, кога се прави техничкиот прием, не значи дека ќе се добие позитивно мислење за пуштање во употреба на било кој објект. Значи, може да се дефинираат забелешки и после отстранување на тие забелешки, да, ако се суштински забелешки, да се отстранат забелешките и повторно да се направи технички прием на објектот. Ако се несуштински забелешките, односно не влијае на функционалноста на безбедноста, тогаш зависи од лицата кои се во техничкиот прием кои учествуваат, како целото ова ќе го направат. Ми рековте дека од Министерство за труд и социјална политика... Не, ја цитирам директорката на Прилепската болница. Ова е изјава дадена во март месец, Мислам дека во овој дел повеќе е дирекцијата за заштита и спасување, затоа што делот на заштита од пожари го покрива дирекцијата за заштита и спасување, значи преку нивните инспектори, и имаме ние закон за заштита и спасување, каде што точно се наведени начините не само за пожарите, туку и за поплавите и земјотресите, како треба да се однесуваат и јавните предпријатија, меѓутоа и приватните фирми. Така да, најчесто кога зборуваме за вакви објекти, во тимот има секогаш и би требало да има, значи не мора, би требало да има, и некои од стручните лица кои го покриваат овој дел на заштита од пожар. Не добивме денеска конкретен одговор дали во конкретниот случај имало представник на дирекцијата за спасување, меѓутоа тоа што информации што ги контактиравме дел од останатите модуларни, во неколку немало при техничкиот прием представник на дирекцијата за заштита и спасување. Значи, комисијата за технички прием ја прави зависи од типот на објектот или општината или владата. Така да, кој ќе биде внатре во техничкиот прием се бира во зависност од типот на објектот. Значи, типот на објектот се дефинираат кои ќе бидат оние лица кои ќе учествуваат во техничкиот прием. Значи, видете, ние можеме со документи се да затвориме. Значи, кај нас, генерално, мислам дека не постои објекти кои со документи не е затворен. Или нешто друго, што и да е во оваа држава. Повторно повикувам, значи јавно пред сите, дајте да кренеме нашата морална вредност. Секој нешто го работи, да го работи професионално, за да можеме да му веруваме. А не да му ги наоѓаме грешките, затоа што не знае, не е едуциран, затоа што завршил не знам како факултет, затоа што добил не знам како овластување, и затоа што проектирал, затоа што некој го повикал, бидејќи цената негова за проектирање е многу ниска, од една страна, од друга страна, па и не знае многу, така да инвеститорот може да си помени многу поевтино. Значи, тоа е реалноста која денес ни се случува. Може би не толку често, меѓутоа реално е дека се случува. И ако секој од тие лица кои го има тој документ, нека помисли дека утре тој ќе биде во објектот.
Не само тој што проектира, и тој што ревидира, и тој што го прави техничкиот прием. Или пак неговите најмили. Не да е Боже во ваква ситуација, која ни се случи, нели, сношти, да се надат нивни блиски. Имаше една добра реклама за докторите и за испитите кога се полага, тоа ми е секогаш пред очи, која треба да размислувам што подпишувам и за кого подпишувам. Ние, уназад системски, го срушивме системот на знаење. Отворивме факултет во секое село. Добивме стручњаци милион со хартија, на хартија. Секоја честни исклучоци, значи има и таму многу добри луѓе, многу добри стручњаци. Меѓутоа имаме и многу луѓе кои се залутани во професиите кои ги работат. Не е лошо да се направи во понатамошниот дел, не дека не, се почнува филтрирање на тој дел, барем од делот на безбедност и здравје при работа. Да најдеме модул како ние сите тие што имаат веќе на некој начин положено стручен испит, да евентуално повторно ги вратиме на полагање и да направиме рез. Затоа што сепак нивната одговорност не е само нивна, нивната одговорност на сите тие што ги советуваат, сите тие што им кажуваат како треба да се прави. Не да го брана министерот. Министерот е доктор. Министерот поима нема од техника. Министерот има луѓе кои земаат плата што треба да знаат целата приказка како треба да се одвива. И додека некој проектант, ревидент или некој учесник во техничките приеми не го видиме дека сгрешил и го казниме и да биде во затвор, ќе ни се случуваат вакви работи. Ама тоа не може само со документи. Тоа треба на терен, предпоставувам да се многу така? лесно се прави тоа. Од друга страна, помина шумските пожари. Се зборува нешто за нив. Кај сте вие, ми думите, да помогнете сега да покренете иницијатива? Ајде да видиме сега, нели поминавме. Дали има некој акционен план за до година да не се случи тоа? Него секогаш кога ќе имаме несреќа, тогаш е тоа ударното, го ставаме после тоа по тепих и чекаме нареден пат кога ќе ни се Господин случи. Стојчевски, на медиумите велат, секоја зима предупредуваме дека снегот ги изненадува надлежните и секоја лето дека ги изненадуваат пожарите. Значи тоа кај нас 30 години се Се случува. сложувам. Се се надлежните изненадени. Само апелирам до медиумите за да се затвори еден цел предмет како што треба. Да почнеме да оние проблеми кои ни се критични, значи на вистина големи проблеми, да ги тераме до крај. Такам, доктор Цана, да ве прашам. Вие во текот на целиот овој период со корона кризата имавте, јавно зборувавте, имавте забелешки за тоа како се справува државата со ковид кризата и така натаму, притисокот врз болниците, организацијата на здравството и така натаму. Колку изминатиот период Тетовската болница беше под огромен притисок. Дневно има голем број на смртни случаи, голем број на критични пациенти, голем број на приеми, самиот доктор Нурадини често пати апелираше во медиумите дека е критична состојбата и алармантно е дека во Титова. Дали, колку и да не е благодарно, дали можеше нешто поинаку да се изведе околу гостивари Титово беа критични овој период? Во однос на превземање пациенти на скопските клиники, растретување на Тетовската со кое што и модуларната условно би била растеретена. Во однос на организацијата на целиот овој бранд. Такму така. Значи, тие беа изненадени од ситуацијава, како што, нели, рековте, сите се изненадени во време, зимно време За снег и за летно снегот за и пожари. летно за пожари, така што и повеќето директори на клинички болници и општи болници беа изненадени после 2 години дека короната е тука и може секој момент да тропне на вратата. На цело тоа нивно изненадување и Министерството за здравство беше изненадено дека се случи четвртиот бран и сега кога се случи дај што може да направиме сега. И доста долго се очекуваше како да се организира, кој да се отвара, нели првите денови гледавме еден момент кога ќе се отвара ГОП 8 септември, директорот не дозволува, министерот сака. Значи имаше такви препукувања кои можеби медиумите не ги гледа. Барем јавни не беа. Да, не беа јавни, но
сите се силеа кој појак некаде каде што треба да биде. За жал, ова е вистината на целава ова ситуација, дека и болниците општи, особено менаџментите на тие болници, почнувајќи од Тетовската, која беше најпогодена, па Гостиварската, па Кичевската и сите други кои се најдоа изненадени дека ќе има четврт бран и се обидуваат да се реорганизираат во моментот кога тоа се случи. Но никој на никому не му утекна дека тоа што светот го поминува, дека пандемијата не е завршена, дека време во тие стивнувања помеѓу едниот бран до другиот бран да се реорганизираат, да отварат нови капацитети, да обучуваат тимови кои би се грижеле за пациентите со ковид, зашто овој четврт бран, освен што е бран кој не погоди можеби порано од сите други земји, затоа што ние се олабавивме и мислевме дека заврши целава приказна. Имаше најави за крај на пандемијата. Да, имаше дури и најави за завршеток на пандемијата, колку се сеќавам, значи беа тим на виртуелни експерти до првиот човек на здравството кој кажува при некој таму состанок што има дека крајот некаде на август Македонија ќе прогласи крај на пандемијата, се утврди дека се случи спротивното. За жал, и ова нема да е поука, иако што трагедија, што стварно немам зборови како да ја опишувам, но не верувам дека нешто би не потикнало од ова трагедија да размислиме поинаку. Туку гледам дека се обидуваме како целава ова ситуација да добиваме во време со недавање на изјави, со очекување на истраги кои знаеме во нашава држава како завршуваат истрагите и колку долго траат. Така што можеби ќе не фати и следниот бран додека ние тука чекаме резултати од истрагата, а забораваме дека пандемијата уште продолжува, дека случаиве заразени со ковид не се завршени, дека луѓето, граѓаните се уште имаат потреба од лекарска грижа и збринување, така што сите овие регионални болници треба да ги зголемат капацитетите, да отварат соодветни одели во склоп на болниците. Не знам, цело време има една резистенција. Како е состојбата ефективна во моментов? Имате наплив, имате слободни места, имате наплив на пациенти? На инфективна клиника во моментов скоро да нема слободно место, и тоа слободно место што се ослободува веднаш се надополнува, дали не од некој од овие регионални болници, дали од другите ковид центри низ скопските клиники. Некако потребата на граѓаните е цело време како можат од тие други ковид центри да се префрлуваат на нашава клиника. Така што во моментот ние уште работиме во полн капацитет и скоро да нема слободно место. Ве молам многу кусови дека треба да се одјавуваме. Смртноста се уште е многу голема. Денеска нови 31 починат, евидентира Институтот за јавно здравје, меѓу кои и 18 годишно момче. Евидентно е дека смртноста е голема и никако да падне таа бројка и дека се помлади и помлади луѓе починуваат. Зошто е смртноста на овој бран толку голема, доктор Цане? Каде грешиме? Протоколите ли се? Медицинската грижа ли е? Што е сојот ли е? Што е проблемот? Одговорот на ова прашање треба да се бара во Министерство за здравство. Иако што некако ние искуствено и го знаеме одговорот, но не сме ние тие надлежните што треба да одговараме на тоа.
али самата ова бројка на смртност покажува колку сите овие формални изјави што се даваат од челниците дека све е розево, дека све тече по протокол, дека се од нивна страна е направено на перфектен начин, но бројките тука се поразителни и кажуваат дека состојбата во реалноста е сосема нешто друго. Во овој бран имаше многу заразени. Тоа како последица на сето тоа што беа олабавени, мерките отпуштени, поентирање на разни од структури, нели со доаѓање на печалбарите, нели враќање за време на мерки, сакате да кажете. На летниви одмори, ослободување едно тотално без оглед на тие владини мерки, тоест нели тие мерки секогаш потекнуваат од Комисијата за заразни болести, но тие беа само декларативни. Реалноста беше сосема друго. Кога излегуваше во терен, ништо од тоа не се спроведуваше. И во целава таа збрка дека ние имаме сепак мерки кои се формално, правно и може да ги читат сите, но не се спроведуваа. И заради тоа со зголемување на бројката на заразените, нормално дека со новата варијанта, делта варијанта, се покажа дека е позаразна и дека поголем број се заразуваат, што логично доаѓа дека и би имале повеќе шанси да имаме повеќе жртви. Значи, сепак грешката е во алките на здравствениот систем, затоа што не е испочитувано онака како што предвидуваат протоколите од Светската здравствена организација. 10 секунди, господин Стојчевски, дали истрагата треба да се заснова врз документите и надзорот кој што ја правила акредитирана компанија или на лице место согласно материјалите кои што биле употребени? Значи, дефинитивно било која истрага, не само ова, него на било кој објект, треба се почне од документацијата, па понатаму нормално нешто на терен за да се види што е причината. Од причината што ќе се утврди да се види зошто е тој причинител појавен таму. Само еден пример, КУС, Турција. Прво АПСАТ, проектанти, надзори, луѓе кои се во делот на безбедност, па после ги слободуваат еден по еден за да не можат да влијаат. Ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализа и што го одвоивте вашето време да се обидеме да разјасниме мал дел од големите дилеми по пеколната ноќ во Тетово. Јас пред да ви се заблагодарам за вниманието, ви останав должна на вас гледачите да кажам дека во оваа емисија беше поканет и министерот за здравство Венко Филипче, меѓутоа тој ја одби поканата со образложение дека има уврски. Македонија жали, знамето на половина копле, 14 животи изгубени, нив ништо не може да ги надомести. Меѓутоа се надевам и телевизија 24 ќе продолжи да бара одговори во наредните денови.